Општинските советници го покажуваат сиот свој раскошен талент, не само ораторски, туку и прониклив. Велат дека им требало многу време да го совладаат знаењето, со кое сега лесно ги откриваат дури најситните детали. Видете, јас читам меѓу редови. Сега, Боже мој, сум го учил таа лекција по македонски јазик, читање меѓу редови, иако ми требаше месеци да научам да читам меѓу редови. Неговите колеги пак од соседната општина никако да научат и покрај предупредувањата дека треба не само да внимаваат, туку и да ги почитуваат правилата на часот. Пред почеткот на самата седница да ви известам дека седницата ќе оде онлайн во живо на телевизија КТВ и е пуштена, така да во однос на цигари и во однос на начин на комуникација меѓу советниците ве молам на едно повисоко и по-достоинствено ниво. Штом на седниците на Советот е дозволено да се пуши, а регионот е познат по производство на алкохол, не се исклучува и тоа да биде вклучено, бидејќи дел од дебатата меѓу градоначалникот и советниците е толку интимизирана, што повеќе наликува на кафеанска, отколку на сериозна политичка. Дали е нормално градоначалник да му се обраќа на советник у 1 саат од навечер, че бидиш метлар, да му се обраќа мивка си, не знам шо си. Дали е тоа? Уклучи ми го микрофонот сега. Значи, уклучи ми го микрофонот да ги слушнат граѓаните. Значи, уклучи го микрофонот. Уклучи ми го микрофонот. Дали е нормално? Не е важно кој е овде жртва, кој напаѓа, но треба да се има предвид дека тој однос колку и да изгледа сурово е љубовен. Барем така тврдат добрите познавачи на тематиката кои се уверени дека имаат цврсти аргументи како доказ за тезата. Само за оние што не го познаваат добро ловството, неговата суштина, може да коментираат и на нас да гледаат како убици и се од други квалификации што сме слушале од оние што се декларираат како заштитари, а слободно можам да кажам дека се тоа квази заштитари, бидејќи најголеми заштитари, најголеми влюбеници во природата, во дивечот, во дивиот свет се токму ловците. Не мора да се биде ловец за да се раскажуваат приказни. Нив може да ги презентира кој било доколку за тоа има добар штоф. Пренагласеноста е толку гигантска, што и сам Форест Гамп би позавидел. Дневно пешачи по најмалку 20, а добро се чувствува по 30 поминати километри. Оваа километража ја минува уште од својата 5-та, односно 6-та година. Од тогаш Душко постојано оди и на двете нозе се чувствува како на 4 тркала. Колку километри во живо има пеш поминати Душко, никогаш не сметал, но се работи за околу 350.000 километри или 9 пати пеш ја има заобиколено зимината топка. Но дали некогаш го болеле нозите? Многу ретко ме заболат нозите и јас колку пешача ми не ме болат нозите. И на крајот, за да се спречат какви било болки, потребна е здрава исхрана и добар имунитет. Особено кога нозете ќе ве одведат во Јужна Америка, па на еден крстопат се јавува мал проблем околу тоа што да се одбере. Сепак, многу често доаѓа и до недвоумица дали се избира вистинскиот ѓумпир, затоа што постојат две врсти, бразилски и аргентински. Единствено што нема дилема е дека ова е крајот. Не на недвоумиците, туку нова саботажа.